Сидата беше прогласена за болест на 20-тиот век и се уште тивко убива луѓе ширум светот. Не е познат изворот на тоа зло, но познато е дека кој пее зло не мисли. Напротив, Дани мисли многу добро. Како можеби најкорисниот македонски турист во светот, е наградувана за најдобар амбасадор против сидата во Европа и Азија, а нејзината листа на посетени места е долга. Дани открива кој е нејзиниот втор дом далеку од дома. Со анти-AIDS кампањава прошетав многу места, у принцип повеќето се муслимански земји. Запознав многу поразлична култура од нашата, поразлична цивилизација, друг начин на однесување и на функционирање. Најмногу до сега имам одено во Кајро, дури 20 и неколку пати. Значи, тука спаѓаат Бејрут, Аман, Јордан, Оман, Мушкат, Мароко, Мексико и така натаму. За разлика од сите нас кои би ја смениле Македонија како место на живење за некоја метропола од еднината, Дани се сели надвор од цивилизација. Па, ако стриктно тоа мора да биде планетава Земја, тогаш тоа би било Кенија. Кенија многу ја сакам како земја, требаше пред 4 години да одам таму, дури ги примив сите вакцини. Меѓутоа им се случи војна и UNDP не ме пушти да одам, а инаку ја сакам поради природата, поради луѓето, поради пустината, прашумата. А сега слушате една тажна приказна. Не знам колку знаете во Кенија, во нивната прашума, во средина на прашумата, поточно има една болница каде што ги оставаат заболените деца со ХИВ вирусот и ги оставаат на милост и немилост. Многу невладини организации работат за таа болница, односно многу болничари, многу доктори одат хуманитарно, волонтираат таму и се грижат за тие деца, односно прават да се чувствуваат подобро. Се уште постојат добри луѓе во светот, а и за многумина чудаци кои би ги смениле земните задоволства за да живеат во мизерни услови. Но тие обавуваат благородна работа, постигнувајќи ја целта на животот. Не да прават чекори за кои ќе чекаат двојна услуга за возврат, туку дела за кои нема да можете цел живот да им се одолжите. На таквите луѓе им е доволна само среќата на другиот, а ние сме среќни што имаме амбасадор како Дани.